Синдикалците гневни по изјавата на министерот за финансии Фатмир Бесими дека до година административците нема да добијат регрес за годишен одмор, иако тоа им го гарантира колективниот договор. Наместо подобрување на работничките права, политичарите во Македонија како да се надпреваруваат кој повеќе ќе ги изманипулира работниците. Не е важно дали се во приватен или јавен сектор. Вработените во земјава мака мачат во остварување на своите права. Ова е ставот на председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Благоја Ралповски. Председателот на КСС Ралповски вели дека за државата тоа не се многу пари, односно исплатата неа ќе ја чини 4 милиони евра, исто толку колку што пратениците лани од буџетот изгласа да им се доделат на политичките партии. Револт поради изјавата на Бесими дека очекуваните пари администрацијата нема да ги добие има и во УПОС. Се додека не се потпише нов, валиден е веќе потпишаниот колективен договор кој важи до февруари 2022. Се друго е прекрашување на работничките права. Поради ова, апелираме да се најде механизам пари за 25.000 вработени да се обезбедат. Изјави председателот Трапеде Јановски. Инаку, последниот колективен договор е потпишан во 2019 година од страна на екс-министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Според тој документ, загарантирана е исплата на регрес за годишен одмор на административците во висина од 9.000 денари. За оваа година административците веќе ги добија парите за К15, но за 2020 година членовите на УПОС не добија регрес и по судски пат сега си ги бараат парите.